Живееме во време соочени со многу предизвици и тоа од лидерите бара фокусираност и работа насочена кон креирање на можности за економски развој и услови за унапредување на животниот стандард на граѓаните, порача премиерот Зоран Заев на самитот на шефови на влади за соработка на земјите од Централна и Источна Европа со Народна република Кина, што се одржува во Будимпешта. Председателот на владата во своето обраќање ги представи позициите на Република Македонија пред останатите председатели на влади, учесници во самитот. Самитот помеѓу земјите на Централна и Источна Европа и Народна република Кина навистина уште еднаш ги потврди можностите за идните инвестициони перспективи кои што се овозможени преку ефтините кредитни линии од Кина, упатени за целиот овој регион, користејќи го и патот на свилата како нов програм кој што е отворен покрај програмот 16+1. Република Македонија е подготвена да настапи со многу капитални инфраструктурни проекти. Едни од приоритетите, барем ќе ги наговестиме, тоа е железничката пруга од делот Коридорот 8, посебно пругата од Кичево до албанската граница, која што е некаде во проектна вредност околу 500 милиони евра. И останатиот втор приоритет е приоритетниот правец Велес Прилеп. Тоа е автопатско решение кое што навистина низ Централна Македонија ќе отвори огромна инфраструктурна можност за патување на граѓаните во внатрешниот дел на нашата земја. Овој потенцијал, нагласи премиерот Заев, е од извонредно значење за регионот и дека земјите во него треба да го искористат овој момент за реални и конкретни проекти кои ќе донесат економски раст. Јас верувам дека Македонија колку повеќе се подготвува со готови проекти, главни проекти изведбени, толку повеќе ќе можеме да буквално партиципираме во сите овие можности кои што се нудат за овој источен и централен дел на Европа. Заев ги информираше присутните на форумот дека Република Македонија ќе биде домакин на неколку важни настани поврзани со процесот на соработка со Народна република Кина, како што е Кина СЕЕК, координативен центар за културна соработка.